најпрво би сакала да истакнам дека ќе беше добро или можеби е подобро и заменик министерот и министерот да седат цело време во текот на дебатата по однос на буџетот, бидејќи е добро да се слушнат коментарите кои што ги имаме, се со цел да има и континуитет по однос на одговорите кои што ги добиваме од страна и на заменик министерот и на министерот. И бидејќи во ведниот одговор беше даден од страна на министерот за финансии, би сакала да кажам дека оваа година овој говор кој што е даден од страна на министерот за финансии ми личеше како приказка за мали деца. Бидејќи се нешто беше во форма на ке, ми личеше дека како се раскажува приказ на мали деца, дека ете утре ден можеби таа или тој ќе стане некој принц или некоја принцеза. Она што на почетокот веднаш требаше да побуди интерес е тоа дека министерот кажа дека имало во текот на 2018 година 306, односно ќе имало план за развој 316 милиони евра во однос на делот на странските инвестиции. Морам да кажам дека единствената институција во Република Македонија, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на развој, промоција на извоз на Република Македонија, сега е претворена во канцеларија на министерот Кочо Ангјушев, бидејќи истата оваа институција, наместо да се занимава со странски директни инвестиции, да се занимава со промоција на Република Македонија и можностите на Република Македонија према странските инвеститори, оваа институција во најново се занимава со проверка на проектни документи на Кочо Ангјушев, бидејќи тој и неговата институција не се способни сами да го направат, и наместо државна помош на странски компании, ние даваме само единствено државна помош на македонски компании. Тоа значи дека странска компанија од кога дојдем Социјалдемократскиот сојуз на власт нема во Република Македонија. И согласно ова, редно време и Министерството за финансии, но и целата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, да се симне малку, односно се врати во реалноста. И само на 10 дена пред крајот на оваа година, министерот правеше економски проекции како ќе изгледал буџетот и како ќе изгледала реализацијата, целокупната економска реализација на Република Македонија за 2018 година. Но моето прашање, иако тој не е тука, јас ќе го поставаме, дали тој има магично стапче, па само 10 дена до крајот на годината ќе ја смени целокупната ситуација во Република Македонија во однос на катастрофалната економска политика која што се води. И по однос на инвестициите само збориме некои фрапантни суми, но јас овде не слушнав ниту една нова инвестиција која што беше најавена или нова инвестиција која што почнала да се гради или било што да има некакви активности во Република Македонија. Она што вие како влада го правите е на веќе започнатите проекти од страна на ВМРО-ДПМН, само им сечете ленти. Овде исто така беше кажано дека македонската армија била чекор поблиску до НАТО. И точно е. Но таа не е ваша грижа, бидејќи вие од времето кога сте дојдени, односно Министерството за одбрана и армијата стигнаа чекор поблиску во НАТО, уште во време на владењето на ВМРО-ДПМН и коалицијата. А она што вие сега го правите е единствено сте набавиле нови гуми. Тоа е единствената реформа во делот на НАТО кој што ја правите во рамки на Министерството за одбрана, но за жал морам да констатирам дека овие гуми ќе стојат складирани во некои складишта, бидејќи професионалните војници и Министерството за одбрана немаат возила на кои што ќе ги употребат овие гуми. Но затоа пак Министерката за одбрана си обезбедила за себе ново возило, а војниците нема потреба да носат ни нови чизми кои што така беа најавени, но никако да стигнат до војниците. Но исто така, оно и последно што се случи во делот на она армија која што велите дека е чекор поблиску до НАТО, им давате храна со поминат рок, а од озгора ставате нови налепници со некој понов датум. Тоа е таа реформа
за војниците поблиску до НАТО. Македонија поблиску до НАТО, реформа на Социјалдемократскиот сојуз. Велите дека сте направиле реформи во полицијата. Да, најновата реформа е дека им ги намаливте платите и дневниците на полицајците, на оние кои што деноноќно работат, а посебно на оние кои што обавуваат ноќна работа. Срамота е овдека декларативно да велите дека се зголемуваат платите на вработените во полицијата, но кога ја земаа последната плата, истата таа да биде намалена. Понатаму, министерот кажа дека во делот на ИПА сте имале поголем фонд, сте го зголемиле делот на кофинансирањето. Па би сакала овдека да потсетам дека ИПА програма 2, која што во моментот се имплементира во Република Македонија, беше одобрена во време на владењето на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Недека 2013-2014 година со финансиска перспектива 2014-2020. Единствена работа која што вие требаше да направите, односно која треба да ја правите, е само да ги обезбедите средствата за кофинансирање во нашиот буџет. Тоа е единствено нешто што треба да се секирате, бидејќи парите во рамки на финансиската перспектива ИПА 2 2014-2020, како што кажав, ќе повторам, крајот на 2013, почетокот на 2014 година беше одобрена во време на владењето на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Но во оваа приказна што ја слушнавме од страна на министерот, има уште многу да се коментира, но јас ќе се посветам малку повеќе на она што во буџетот го има за општина Газибаба. Со колешката Жаклина Пешевска поднесовме околу 30 амандмани, но со големо жалење можам да кажам дека ниту еден од овие амандмани не беше прифатен. Тоа значи, тоа е таа грижа за луѓето од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е грижата како Социјалдемократскиот сојуз мисли на граѓаните од Газибаба. И бидејќи ниту еден од овие амандмани не беше усвоен, јас овдека ќе потенцирам на она што е најбитно, она што локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМН, го оствари во општината, она што беше започнато, а вие како власт и локална и на централно ниво никако да успеете да го завршите. Ќе почнам со најавата на градинката во Стајковци и градинката во село Сингилич. Градинката во Стајковци, иако ја слушам подолго време дека ќе биде реализирана и во рамки на самиот план е предвидено нејзина реализацијата да заврши во 2018 година, сакам тука да потенцирам дека за оваа градинка финансиските средства беа обезбедени уште во буџетот за 2017 година од страна на локалната власт и во општина Газибаба, но истата оваа градинка беше обезбедено и финансиски средства во рамки на буџетот на Република Македонија, во делот на Министерството за транспорт, во Министерството за труд и социјална политика. Но сега сме на крајот на 2018 година и оваа градинка, за жал, не ја видов планирана ни во буџетот за 2019 година. Иако локалната власт во Газибаба остави готов проект кој само вие требаше да почнете да го реализирате. Градинката во село Сингилич, иако беше најавена уште за време на парламентарните избори, со кое што вие ги купивте гласовите кај делот од албанското население кое што живее долшо Али Авдович, само ги излажавте, бидејќи од оваа градинка нема ништо. Ниту е програмирана во страна на локалната власт за 2019 година, ниту пак има пари предвидени во рамки на државниот буџет за 2019 година. И за двете градинки рокот на реализација беше 2018 година. Понатаму беше ветено уредувањето на каналот во село Сингилич. Овој амандман беше поднесен од страна на колегата Сурија Рушити и беше поддржан од моја страна. Но за жал, повторно беше одбиен. И овој канал не е канал кој што може да биде направен само со помош на локалната власт.
За ова треба и дополнителни финансиски средства од страна на централната власт. Повторно ќе кажам, рокот на реализација на овој канал е ставен 2017 година. 2 години се поминати од планот за реализација, овој канал никако да започне да се уредува. Понатаму, амандманот кој се однесуваше на пешачкиот мост за поврзување на општина Газибаба со општина Аеродром. Овој исто така беше поднесено амандман, но за жал повторно одбиен. Иако објаснивме дека проектот не може да биде реализиран само со помош на 2 општини, Газибаба и Аеродром, во кое што делумно се вклучи и град Скопје, и предходно со финансиски средства овие 3 општини, и сега локалната власт се обиде да направи нешто, но не може да го направи, односно не може да го заврши целосно додека не добиеме финансиски средства, односно општините не добијат помош во финансиски средства од страна на централниот буџет за да се целосно уреди овој дел. И тоа е не само проект кој што беше започнат да се реализира во времето на ВМРО ДПМН, но тоа е проект кој што Петре Шилегов го најави како прв проект кога дојде на власт. Од овој проект се уште нема ништо. Понатаму, во рамки на вашите предвидувања и она што ви беше оставено на хартија, спортско-рекреативен центар Стајковци Црешево. И за овој проект подготвен уште во 2017 година, крајот на 2016 година од страна на градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН, поминат на совет, готов проект, кој што вие требаше само да го реализирате. Предвидени финансиски средства во ставката и за 2017 и за 2018 во буџетот на Агенцијата за млади и спорт, значи во централниот буџет. Оваа година овој проект го нема како ниту една ставка во текот на 2019 година, ниту пак како предвидено од страна на Министерството за образование, ниту е предвидено во делот во ставката на Агенцијата за млади и спорт. И толку од програмирањето дека ќе се грижите за младите, ќе имате некаква младинска гаранција и што ли уште не знам се во однос на младите, но со тргањето на овој проект во рамки на буџетот за 2019 година, всушност кажувате дека воопшто и не ви е гајле за младите кои што живеат во тој потек. Понатаму, како еден од горливите прашања е реконструкцијата на улица Перо Наков и проширувањето на улица Благоја Стевковски. Локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, и овде ќе кажам, станува збор за голема улица, која што поврзува 2 општини. Првата и втората фаза беше започната и реализирана од страна на градоначалникот редовите на ВМРО ДПМН и остана со помош на општина Газибаба и град Скопје и дел финансиски средства од страна на буџетот да се реализира во текот на 2018 година, но за жал сликата е таму, реализирана само до онаму докаде што градоначалникот од ВМРО ДПМН заврши. Понатака ни камче не е фрлено, а граѓаните секојдневно кои што гравитираат во таа улица не можат по час и половина да стигнат до своите домови, бидејќи улицата е навистина фреквентна и, како што кажа, поврзува 2 општини. Но исто така, по оваа улица се движат и други граѓани кои што живеат и во соседните општини. Она што како најава беше дека во текот на 2018 ќе започне, нормално не може да се реализира, но ќе започне во 2018 година, беше нов спортски центар во Автокоманда. Од она што е како информација на терен, во Автокоманда дури ни земјиштето не е исчистено. Да беше исчистено земјиштето, да беше околчено, ќе верував дека ќе почнете да работите на реализација на овој проект. Но локацијата која што е избрана е во состојба онака како што било и претходно. Тоа значи дека 2018 година и за овој проект во Газибаба ви е промашена. Понатака, едно од најголемите ветувања на Зоран Заев, барајќи ги гласовите во Газибаба, беше нова детска градинка во Керамидница и ново училиште во Керамидница. Едно од овие 2 работи да беше започнато,
ќе бев среќна. Иако припаѓам на ВМРО ДПМН, сепак ќе бев среќна за граѓаните од Керамидница барем да започнеа, да добиеа барем некаква надеж за градење дали на градинка, дали на основното училиште. Иако овие финансиски средства беа предвидени во буџетот за 2018 година и за жал оваа година под некои чудни околности исчезна. Овие финансиски средства за 2019 година не се предвидени. Понатака во делот на образование, бидејќи овдека слушнавме од неколку колешки колку тоа ние не сме мислеле за образованието, ама вие ете како социјалдемократски сојуз размислувате за делот на образованието, па сакам да потсетам дека пари за основното училиште Крсто Петков Мисирков во населбата Ченто имаше обезбедено во буџетот за 2017 година и дел во буџетот на општината, но исто така како проект беше предвиден и од страна на централната власт и во буџетот за 2017 и во буџетот за 2018 година. Исто така, скандалозно е што за ова училиште беше подготвена тендерската документација од страна на ВМРО ДПМН и беше спремна да се објави. Она што вие како власт требаше да го направите е само подготвената тендерска документација да ја објавите. Но изгледа слаби се капацитетите на вработените кои што вие ги донесовте во Министерството за образование и наука, па не знае како да објават веќе подготвен тендер или пак тендерот не им беше по математиката за да заработат нешто за ова училиште. И уште поголемиот скандал е дека во рамки на програмата на градоначалникот, иако имаше обезбедено финансиски средства, како што кажав, 2 години поред и готова тендерска документација спремна само да се објави, наместо ново училиште, во рамки на програмата на социјалдемократскиот сој реконструкција на основното училиште. Не знам, колеги, дали за вас и за оние кои што зборат највеќе за образованието, изградба на ново основно училиште и реконструкција на постоечкото е исто. Очигледно не е. Понатака, побарав и финансиски средства за доизградба на фекалната канализација од Трубарево до Јурумлери. Но и за ова пари, односно финансиски средства нема, иако кажав дека овој проблем не е само проблем на општината, туку овој проблем треба да се реши со помош на средства предвидени во централниот буџет. За изградба на оваа фекална канализација, градоначалникот на Гази Баба, од редовите на ВМРО ДПМН и градоначалникот на град Скопје, од редовите на ВМРО ДПМН, во прва и втора фаза. Во првата фаза потрошија 22 милиони денари за да го завршат делот во Трубарево, а во втората фаза 19 милиони денари, од кои дел се обезбедени и од страна на централната власт за да се заврши оваа канализација. И проблемот тука застана. Имено КП Дом Идризово, кое што сите знаеме дека не е институција која што потпаѓа под локалната власт, туку институција која што се финансира со средства од централниот буџет, не сака да ја санира штетата веќе втора година поред, неќе да ја санира штетата која што е направена во рамки на КП Дом Идризово. И граѓаните кои што живеат на потегот од Трубарево до Јурумлери не можат конечно да ја добијат својата фекална канализација, бидејќи финансиски средства во централниот буџет и за 2018 и за 2019 година не се обезбедени. И добро ќе биде некој овдека да се одважи да им одговори дека граѓаните кои што живеат во овој потек и 2019 година нема да ја видат финализацијата на фекална канализација, бидејќи во буџетот на КП Дом Идризово не е предвидено средства за санација на делот штетата која што е направена таму. Граѓаните нема да добијат фекална канализација. Тоа е грижата која што вие ја имате однос на граѓаните. Исто така, побарав финансиски средства за завршување на водоводот во Раштак, но и за тоа финансиски средства нема, но има за некоја промашена инвестиција. Во однос на парите кои што се предвидени и потрошени во рамки на водоводот во Раштак, 123.000 евра за да се заврши првата фаза за реконструкција на водоводот. Но за да се заврши втората фаза
и конечно водоводот да протече во Раштак, потребни се дополнителни финансиски Довршете ја средства. мислата, благодарам. Само да завршам. Довршете Потребни се мислата. дополнителни финансиски средства од страна на буџетот, од централниот буџет и од страна на Министерството за финансии да се дозаврши втората фаза и конечно водоводот протече. Но како што кажав, од поднесените 30 амандмани за Гази Баба, Министерството за финансии не најде можност да Благодарам. усвои барем еден. Ви благодарам.